Почитувани гледачи на otv.mk, добре дојдовте во вонредно издание на Отворени муабети. Ова издание излегува малку колку изненадувачки, а толку и обврзувачки кон една од најважните институции, културни институции кои што ги има Прилеп, а тоа е Народниот театар Војдан Чернодрински, кој што оваа година слави 75 години постоење. Со нас во студиото е Миленковски Михајло, раководител на Народен театар Војдан Чернодрински, онака народно кажано, а де јуре раководител на драмската секција во НУЦК Марко Цепенков. Зошто е вака, ќе го разглобиме. Да се надеваме дека до 100 години Војдан Чернодрински повторно ќе постои како институција. Добре ни дојде. Добар ден. Благодарам за убавата најава. Благодарам за поканата. Ова е прво гостување и прва покана за нашиот јубилеј 75 години Народен театар Војдан Чернодрински, кој што е во склоп на НУЦК Марко Цепенков, а Илија да ви е работата. Се надевам дека ќе се гледаме многу често ќе ги трошам батериите на микрофонот со многу убави работи и убави вести за нашиот театар. Се надевам и јас дека ќе биде така, дека ќе се работи многу повеќе во театарот и дека ќе имаме ние како публика повеќе представи за гледање, поквалитетни представи и сега полека да тргнеме. Ајде да тргнеме од убавите работи, кои што рековме 75 години, програма цела недела со гостувачки представи. Како се дојде до идеја да има и гостувачки представи, баш така да се сподели тој јубилеј со, да речеме, и други театри од Македонија? Замислата за јубилејот не беше ваква воопшто. Значи имавме аплицирано во Министерството за култура и туризам со друг проект за прослава за 75 години, односно идејата беше еден вид на глумците пеат за Чернодрински 75. Односно, идеја беше наша да од секој театар во државата дојдат по двајца глумци и пеат за Чернодрински. Значи да биде нешто сосема друго од театар, но за жал се уште немаме добиено програма од Министерство за култура, некој каснење со тие решенија. И заедно со уметничкиот совет и со директорката Марија Попова Јовановска дојавме до идеја ајде нешто друго да правиме. Што да правиме? Генерално Народен театар Војдан Чернодрински своите јубилеи и прослави ги правел. Значи ова недела на театар веќе е неколку пати правена, но сакав како раководител да дадам нешто апдейт плюс. Значи секогаш треба да се трудиме да правиме нешто плюс. Тоа кошта нормално. Го правиме ова со сопствени средства, значи од сопствен буџет. И дојдовме до идеја кои ни се најблиски театри. Битола, Велес, во смисла да и трошковите не бидат нели преголеми, зашто се тоа кошта, нели знаеш, сценографија, превоз на актери, значи треба се да се донеси. И супер, некако ја скоцкавме и сконтактиравме со Народен театар Битола, ги сконтактирав Велес бидејќи тие ми се во кругот. И викам, детска ние нема. Мислам, Пипи веќе ми ја имаме на репертоар, но е веќе доста долго време изиграна, што да правиме? Ај викам да контактираме деца и младенци. Роња представата ќе ја играат деца и младенци. Тие веќе беа на Чернодрински, но немаше многу публика, а представата е феноменална, има 14 награди, светски награди земено. Значи, и така да рековме, до сите родители, до сите баби, дедовци, до сите дечиња, датумот за детската представа е понеделник. Да, ќе го објаснам се тоа, значи да објаснам пред за концептот, па ќе ја презентираме програмата. И што да правиме, значи реков мај да измешаме малку наши представи и секако публиката сака да види. Значи сака да види друг театар, Левчани се публика која што
сака да гледа театар. Направивме 6 дена програма со представи и 7-миот ден е, како да кажем, главен ден. Фактички главен ден нас ни е 18 февруари, Така. но ние вкупна, значи цела оваа недела ќе ја заокружиме со прослава на 23 во недела. Што значи? Во понеделникот имаме 2 представи. Во 12 часот гостува Театар за деца и младинци од Скопје со представата Ронја, а вечерта е Театар Златен елец со Хинкеман во 20 часот. На 18 Театар Златен елец да потенцирам Да. дека е приватен. Да, приватен театар, исто така да, тоа не го театар. кажав. Да, бидејќи ние како театар во овие публиката не следи, во овие неколку месеци колку што сум раководител и Марија директор, ги имаме отворено вратите за независна продукција. Значи имаме доста гостувања и сметаме дека ние треба да бидеме како отворени како театри и да му дадеме шанса на секој да излезе на сцена да се покаже. Бидејќи независните театри, мислам дека треба да му дадеме многу поголемо внимание. Мислам доаѓајќи од држава во која што студирав од надвор од Европска унија, секогаш треба да им се дава простор на тие луѓе. На крајот на краистата независните театри се извор на креативност. Да. Затоа што тие немаат буџет. Многу ретко се снедуваат да имат некој спонзор па да закрапат нешто Точно. колку за костимче и сценографија, и тоа многу скромно и во главно независните представи се подпират на креативноста и на луцидноста на режисерите и актерите. Точно. И на љубовта и желбата да се работи, да се игра. Значи на 18 да продолжиме со програмата, презентирањето на програмата. На 18 ќе биде ученикот, последната премиера на Кирил Петрески, значи наш проект. На 19 исто така му даваме шанса на едни млади луѓе, едни креативни луѓе. МТЦ Зона со Чернодрински се враќа дома. Особена чест и задоволство ми е што ќе бидат тие. Зошто? Затоа што Зона заедно со колешките Марија, Кире и Даниела креираат една критична, креативна публика. Децата, значи, се многу креативни, многу добри, поканувам посебно приопската публика да ги гледа, бидејќи имаат направено многу добра представа. Значи, има многу талентирани, тоа ќе можеби некој ќе биде иден критичар, можеби ќе биде некој од нив иден режисер, иден актер, наш колега. Значи, работат и баш беа во драмски беа и пофалени како публика, колку добро следат, знаат, мислам, публика која што знае да следи. Толку таму има деца кои што се веќе 2 години со Па да, работат веќе и Кире, со продолжуваат. Марија, со Дани и Мартин, да не го забораваме. Да, Мартин професорот, да, точно, Професорот извини, по македонски јазик е дел од МТЦ Зона. Така да очигледно со тие деца се работи квалитетно и од тие 30 на кои што се како членови од прилика се може грешам, многу и кога разговаравме со Дани, кога беше гостинка во друга една емисија, мислам дека ја спомна таа бројка и да ја грешам од прилика 5 да излезе професионалци во професијата, сите останати ќе бидат во најмала рака професионална публика. Таму, мислам, како раководител и како театар и како институција на УЦК Марко Цепенков, секогаш ќе имаат наша поддршка. Такви луѓе кои што креативно работат и има љубов. Љубов кон сцената, кон театарот и кон тоа што нас ни треба како институција. Мислам дека тие деца треба да биде огледало на сите професионални актери кои што малку се позабораваат и ја позабораваат љубовта со која што влегле кон таа професија, затоа што да не се лажиме, што и да работи со тек на време, се забораваш, се губи некое чувство, ама баш тие деца кога ќе се видат треба да го вратат чувството кај професионалниот актор и да продолжи, што се вика, до крај на кариера, до крај на живот, затоа што крај на кариера нема кај актерите. Пензија не постои, де јуре постои, ама де факто се игра дури држат нозе. И тоа освежување треба да го користат. Мислам дека е супер да се напредна таква, дури да се канат да играат во професионални представи. Да, секако. Четвртиот ден, значи, доаѓа Народниот театар од Велес, Јорган Хаджи Константинов Джинот, и искористувам приликата и да им честитам затоа што тоа е првата институција која што од Центар за култура премина во
театар. Во театар. Да се Честито надеваме. Велешани, да си дочекаме и Да Прилепчани. се надеваме дека таа зараза ќе не фати јас по плашки начин, затоа и ги викнав, можеби ќе префати. Да пренесе нешто. Да, во 20 часот и таа представа, значи вечера за глупаци, комедија, која што исто така си мислам дека изиграна околу 100 и нешто пати, значи е добра квалитетна комедија. Во петокот ни доаѓа Народниот театар од Битола со представата Кокошка, исто во 20 часот, многу добра комедија, е поканувам исто така публиката да си купи билет. Во саботата ја играме Бура, наша представа, наша продукција од Џон Блондел во Вилијам Шекспир. И неделата. Неделата е заокружување на цел настан. Што значи тоа? Неделата како ден не беше планиран, се роди од една дискусија на промоција на театарските осврти на Звонко Димовски, каде што се разви на дискусија за театарот, за глумците за едно за друго, и после тоа Александар Еленин дојде идеја, ајде вика да направиме на панел дискусија, каде што ќе биде поканете и публиката, ќе бидеме и ние актерите, ќе ги поканеме нормално и пензионираните актери кои што се живи, да разговараме за театарот. 75 години, што се случувало, како се развило, искуства, каде сме паннале, каде сме биле горе, што фали. Мислам да си направиме еден убав муабет домакински во фоајето во 18 часот заедно со публиката, каде што, значи, за овој ден 23 да, во недела. Јас ти ветувам на 23 за тај панел дискусија. Овие три камери кои што ги гледаш овдека пред тебе ќе бидат таму и ќе снимам комплетна таа дискусија. Ние сме отворен театар, сакаме отворена критика, сакаме да изразговараме, бидејќи тој ни е потребна критика. Без разговор ништо нема. Да, без разговор ништо нема, и решивме да тој ден го посветиме неделата 23 на театарот и на разговори за театарот. Тоа е во 18 часот, значи влезете слободен, во фоајето ќе биде на театарот. После тоа пријателите на Народен театар Војдан Чернодрински, групата The Hounds, ќе имаат концерт, така да ќе може и да наздравиме за 75 години, мислам дека успешна работа. Малку статистички да кажам дека Народен театар Војдан Чернодрински во своите 75 години има околу 360 премиери, околу 7000 представи се изиграни и публика имаме околу 1.700.000 гледачи. Тоа е отприлика она Македонија која што моментално ја имаме со себе биње и старци, ја изгледале сите. Сите, да. Дека сите еднаш го посетиле нашиот театар, кој што... Да се надеваме дека за следниве 25 години сега некоја следна станица за пребројување и сумирање впечатоци пред се театарот ќе биде повторно и како институција театар. Посебно ме радува фактот што оваа година за прв пат од официјално лице, значи од Министерот за култура, нели имаше изјава на состанокот со синдикатите дека ќе за некои институции ќе почне фаза на отцепување на театрите од центрите за култура. Доказ дека тоа е веродостојно е тоа што Велешкиот театар е нели првиот кој што се отцепи. Мислам, кај ни беше и чиста ситуацијата, само што беа Центар за култура се преминава во Народен театар. Така, добро, таму и прво се интервенираш и малку непотистички, мислам, министерот ни Велешанец, тоа извини министре, Да, ама работата се заврши. Тоа е важно. Ај сега малку и за Прилепчани. За Прилеп, нели на иницијатива на Уметничкиот совет, на иницијатива на директорот на НОНЦК Марија Попова Јовановска, за која што сериозно сум навистина благодарен како директор, бидејќи има посебно разбирање за проблемите кои што ги има театарот. Веќе направивме еден предлог до управен одбор да се за отцепување, потреба за отцепување на театарот од НОНЦК Марко Цепенко. Тоа ќе проследиме и со елаборати со се што треба до Министерство за култура. Министерство за култура после тоа треба да ја следи процедурата, бидејќи ова правно мислам дека досега не е така, не е никогаш побарано од страна на институцијата. Не, никогаш не е побарано, јасно дека со одлуката која што се донесе, мислам дека беше 2003-2004 година. 2004 година. Тоа е со правниот
со смалувањето на бројот на културни институции во држава заради почнувањето, не знам, добивањето кандидатски статус не е ни важно. За жал тоа беше, јас ќе кажем, едно несреќено решение од страна на Министерството за култура или на целата влада со тие реформи, бидејќи сепак правно затвори една институција која што и како придонесла во создавањето на македонската култура и македонскиот идентитет, бидејќи Прилеп цело време бил како еден филтер, сите актери тука поминувале, сите тука почнувале, тука ги изговарале првите професионални реплики како на крајот на краиштата тука е фестивалот, националниот фестивал Војдан Чернодрински. Така да Прилеп не е обичен театарски град. Точно така, и се надевам дека таа грешка, и јас сум убеден дека таа грешка ќе биде поправена и верувам дека ова навистина ќе биде од оваа година натаму. Мислам дека Народниот театар Војдан Чернодрински ќе има еден многу добар, ќе му следи еден многу добар период. Се надевам дека ќе стигна проектната документација за изградба на нов театар. Честа саме до таму. На театарот за да му следи добра иднина, добри години, понатаму пред се му требаат актери. Точно така. Во моментов мислам дека сте 9-10 актери. Во моментот точно. Значи, останати веќе нема ни дедо, нема ни син. Сето сте средновечни од 40 до 50 години, со исклучок мислам дека само Виолета Чакарова е повозрасна. Виолета веќе се пензионира. И таа се пензионира, значи веќе нема. Значи сето е од 40 до 50 години. Има млади актери кои што се завршени по 5, 6, 10 години, делни ги изедоа други театри де се невработени, работат по приватни проекти и така натаму. Работат се само тоа што требане. Каков е планот тие луѓе конечно да си добијат работно место? Во последниве години единствено нешто што гледаме е пензионирање на актери. Точно така. Тоа е еден негативен тренд кој што се случува во нашиот театар веќе подолги години. 11 години за жал во нашата институција нема вработено ниту еден актер. Последен актер е Ангела Наумовска вработена. И таа е најмладата. Мислам, таа е најмладиот актер, а најстариот е Игор Трпчевски. Така. Мислам, и имаме генерацијски дупка, огромна во ансамблот. Што правиме? Мислам, уште со самото доаѓање како раководител со Марија, заедно со Уметничкиот совет, решивме на сите млади актери, невработени студенти, да му дадеме шанса да освежиме малку, да го освежиме театарот со млади сили и млада енергија, тоа што му е потребно, многу потребно е тоа на театар. Како леп му е потребна млада крв на театарот во момент. Воздух му е така. Воздухот е потребен. Значи ти водиш уште подрастично. Мислам, сериозна е ситуацијата. По име господин премиерата на Борча, имаме двајца гости актери кои што се прилепчени, кои што Наталија Карбе, Дарко Карбески и Наталија Ристевска. Наталија прв пат доаѓа, значи прв пат работи на нашата сцена, а Карбе веќе му е втора представа. Значи тие се двајца млади актери, талентирани актери кои што се од Прилеп, но не се вработени. Му се даде шанса и искрено не се по закон не спаѓа двајцата во млади, мислам, пошто 27 години е млад. Да, не зборуваме за Волче кој што веќе Волчески веќе ги игра во сите представи 10 години, не е вработен кој што е безобразни од епски размери. Тоа е страшно. Се надевам дека тоа ќе биде првиот случај решен. Втората премиера, нели во декември имавме две премиери. Ученикот каде што зедовме 5 студенти од ФДО кои што навистина исто така не се големо освежување. Цел и наша задача е да сите невработени актери кои што се во Прилеп, бидејќи има се уште актери невработени во Прилеп кои што не цапнале на сцената, е да му се даде просто колку што возможува, нели, буџетот на представите, да му се даде шанса да заиграат на сцената на театарот. Околу обработувањето, знаеме сите дека тоа е многу комплексно, дека тоа бара премногу лобирање, премногу телефони, премногу се. Од наша страна, како раководство, како директор, како раководител, се искористуваат максимално сите контакти
да се лобира, законски се барат, нели сите работни места. Има позитивни муабети, но сето тоа е на позитивни муабети. Чекаме во најбрз можен рок да добиеме позитивно. Јас се надевам дека на 18 или на 23 февруари ќе дојде моментот каде што ќе ми се јават и ќе Имате многу вработување. 5 вработувања, доколку околу роденденов е да се надеваме дека ќе се случи Јас се надевам дека го преверувам вака. роденденско чудо дека ќе се случи, но доколку не се случи тоа роденденско чудо, јас мислам дека веќе Прилепски театар како институција, особено уметничкиот ансамбл треба да застани на сцена со по едно ливче хартија, со по 2-3 букви, колку што е поголеме, на слика да направи. Ни требаат младите наши дечки. Јас не сакам да помислам на тоа, дека ќе правиме, мислам Прилепскиот ансамбл на Народен театар Вледен Чернодрински бунтовен, знаеме. Јас се надевам дека ние ќе славиме, дека ќе имаме работни места и дека ќе дојдат млади луѓе, млади актери, бидејќи 11 години на вистина еден многу долг период каде што не се има работа. Прилепски театар, на Прилепски театар Ајде да ги викаме Прилепски театар, јас се поправам, Прилепски театар да ми звучи ние како локално, а Прилепски, мислам, Народен театар. Народен театар Војдан Чернодрински. Големо, бидејќи не е само локално како станува, знаеш, има награди, има купи. Сакам да ти кажам, не му е непознато да има генерацијски дупки. Порано било однемање актери. Сега е однемање слух. Имале, например, мислам, овие старата. Значи, измеѓу Чакмаковски и Трпчески голема е огромна. Измеѓу Трпчески и твојата генерација е следенга. Да, затоа викам, тој однема. Не знам, Тој е немање. Сега има и сега однемање слух. Не знам дали секогаш е до немање. Некогаш и до желбата и ентузијазмот да се направи нешто, да се побара, да се притисне. Ама во тој период немаше актери, тоа те зборувам во 90-ти кога се направила те дупка во 80-ти. А сега се прави однемање, овдека однемање слух, некош однемање актери, тоа е разбирливо, кого да вработиме нема. Дури еден двајца што биле, да речеме, Лесна и земја, Билјана Величанец и Прилепчанка, која што таков е случај со Кирил Ристевски, кој што остануваат една година во Прилеп, се враќаат и веднаш ги заминуваат во Скопје, ама сега реално имаме 10-12 невработени млади актери кои се. Околу 15 со нели сега што ќе дипломираат. Така, значи тоа е веќе 15 е голема бројка. Па ајде во наредниве 3 години сите да завршат да бидат вработени. Тоа што е до нас, мислам, шансата да се дава на луѓето за да играат на сцената од страна како театар, како раководство, мислам дека на сите ќе им биде дадена и сите треба да ја имаат. Да. Вас и лобирањето, да вас и лобирањето. Исто така, мислам, тоа е подобро, тоа е уште поважно. Морам да признам дека цело време се лобира, цело време сме на телефон и позитивни се муабетите. Значи не многу е поубаво кога се позитивни, но се ја следува веќе фазата кај што треба на документ. Да, апсолутно, да се доста сме фини и мили, ајде да реализираме ова што што го разговараме. Мислам дека ќе имаме. Ќе не извина гледачеве малку еме сериозен, еме непосреден муабет, ама е тешко да се прави интервју со луѓе кои што горе долу си иста бранша и се познаваш 15 години. Сакам да отворам една друга тема на малку по лесен начин, на истовремено е сериозна тема, барем јас имам забележано, сигурно немаш појма дека ова ќе го отворам, ама имам забележано дека во Прилепски театар, во Народниот театар Војдан Чернодрински нема представи во сабота. Нема представи во сабота? Да, најчесто ви се среда, четвртак, петок репертоарски. Има и во сабота. Не ме отвори да отворам Facebook. Не, во смисла може да ти Обрни внимание. Што значи? Да се организира репертоар месечен во нашиот театар е навистина голем проблем. Тоа го разбираме и затоа не ти ако мислам не ти отворам таа тема, ти не дај Боже, еден актер да има здравствен проблем, бидејќи работиме во трајна зграда, промаја, скоро сите имаме проблеми со половината.
еден актер да има здравствен проблем, ние не можеме да одржиме представа. Треба во Прилепски театар да вработи и масер и киропрактичар. Се. И сауни. И сауни да направи. Знаеш, бил дел од ансамбл, знаеш што значи. Сите играме во сите представи. Репертуарот и поставувањето и играњето на представите зависи во тоа во какво состојба на една предздравствена. Не, муабетов ми е подобро ако има среда, четврток, петок, да биде четврток, петок, сабота, затоа што реално сабота е најподатлив ден за одење на театар. Сите они луѓе кои што работат во приватни фирми, кои што работат двосменски, кои што од икс причини во работен ден е многу посложено и петок еве да речеме последен ден, следниот ден и да не работат, може да имат обврски за да ги завршат. Сабота е најподатлив ден за одење на театар и не само Прилепски. Тоа го имам забележено и по скопските театри, затоа што често во викенд сум тамо, во сабота нема да представа да појдеш. Да. Зошто го прават тоа, не ми е јасно. Генерално ние во текот на неделата што ни се представи, генерално се организирани представи. И времето на почеток на представата е различно. Значи, репертуарските, редовниот репертуар од 20 часот. Тоа направивме мала промена, цело време во зимно време го менувавме од 19:30, извини, но на сугестии на приватните луѓе, приватниците кои што работат во приватни фирми, чаршијата, значи реагираат. Чаршијата работи до 7. Да, и го преправивме времето да нема повеќе, значи менување на времето на почеток на представата, односно сите представи кои што се редовни, не се закажени, не се претходно договорени и продадени, ќе се одат од 20 часа. А во текот на неделата ќе има промени, например се аудиција во четврток и во 18 бидејќи доаѓаат ученици да ја гледат. Так. Тие доаѓаат организирано. Директно после последниот час. Добро, тие се разбирливе, се случувало и ќе се случува сосема нормално. Правиме месечен репертуар, го имаме тој месечен репертуар, но не го објавуваме ради се уште сме во фаза. Значи сме во фаза на имаме комплетно многу промени кои што не се видели се уште. Зато не ти отворам оти не само секој љубител на театар знае колку актери сте останати во моментов, знае колку дека играте скоро сите во сите представи и така натаму. И невозможно е физички да се издржи некогаш, али затоа велам место биде среда, тој третиот ден нека биде сабота, за да би имале, не јас лично многу иако имам може да ми излезе нешто да речеме за снимање во 6:30 и после не можеш да стигнеш. И не сум ни важен, ја ќе си го најдам, ама дуќанџиите, луѓето кои што работат по фирми во две смени, навистина аз имам многу меѓу нив кои што се љубим, сабота би им бил најпогоден ден. Благодарам на забелешката, ќе обрнеме внимание секако. Нема за што повели друг. Сите критики, посебно негативните, се секогаш не е негативно, ова си бараме луѓето во сабота представа. Зошто постои ако нема како да не гледа. И на крај на криштата ја стално велам на секој ден кој што се занимава со јавна работа, не е исто кој да работиш обична работа од 8 до 4. Обично ти работиш додека другите одмараат. Затоа што другите идат плаќаат карта за да те гледаат тебе. Така да она кој ќе се рече, ама знаеш, име не ми е празник. За празник луѓето сакаат да одат на театар. Точно така. На концерт. Работиме, мислам, ќе има промени многу, дури моментално работиме на тоа да воведеме и онлайн продажба на билети, која што навистина е каде потребна, бидејќи има луѓе. Билетарата се уште не е добро организирана, организацијски ни фалат луѓе, значи во организација немаме луѓе, продуцент немаме. Значи многу работи фалат, но колку што можеме, бидејќи ова институција Народен театар Војдан Чернодарински оформена од љубов. Апсолутно. И внатре сите луѓе кои што работат со љубов и си ја сакаат институција. Например, ако беа некои мрзливи луѓе, мислам дека ние ќе бевме на и само така може да обстане и да се развива. Мислам, моментално во сите споени центри за култура со театри, можам да кажам дека ние сме најдобрите. Мислам, кога ќе појдеме во министерство, не споредуваат со театрите во работа, во проекти, во сериозност.
Сакам да за крај да те прашам уште една работа, тоа е, знаеме дека се уште не е официјално излезена програмата од Министерството за култура и туризам, колку ја ова чудно да звучи со ова туризам, ама ајде. Јас мислам дека тоа е ради некои европски текови. Неважно, но со шо Народен театар Војдан Чернодрумски има аплицирано и што се очекува да работи 2025 година, што да очекуваме прилепчани од вас? Квалитет се надева. Имиња и презимиња, господине. Значи Тамара ќе работи театар Златен Илец, Така. Чиста куќа. Аплицирани, таа е во план, сега кога ќе стигнат решенијата, прво да почне. Втор, и некаде во март треба да се почне, во зависност од кога ќе стигнат решенијата. Крајот на април, некаде премиера да биде, тоа е првата премиера која што ќе излезе. Втор, кој што ќе почне со работа некаде почеток на мај, Дејан Пројковски. Имаме аплицирано со Три сестри од Чехов. Добро. Премиерата е планирана крајот на јуни, доколку стигнеме, а доколку не стигнеме, можеби ќе работиме плюс уште 10 дена во август да ја дадеме премиерата на Охридско лето. Така. И за наесен го ставаме нашиот Мартин Кочовски. Аха, Мартин Кочовски се враќа после... Па, од Декамерон. Од Декамерон 2019-та? Пред или после пандемија? После пандемија. После години, така нешто. После 2 години. Да. Со Селинџер, Ловец во Ршта. Тоа планирано е некаде септември да се почне и да заврши во октомври, ноември. За декември го имаме веќе како месец за репертоар каде што ќе може да се игра. Веќе имавме некоја дупка во претходната година 2024-та, првата премиера дадовме во јуни, буро. После тоа имаше комплетна, многу долга пауза, па дадовме 2 премиери во декември каде што настана еден вакуум кој што не требаше да се дозволи како театар. Да се надеваме дека оваа година ќе оди се според планот и крајот на годината да го завршиме со представи. План за собствена продукција, нешто? План за собствена продукција, сакаме да ја вратиме во учебникот од ОСО, кој што беше и ти дел. Ако ја вратите, или ќе си ги преснимите песните, или ќе си ја играм пак улогата. Или ќе ти играм јас од тоа што ги пееш ти, ти поубаво пееш. Не сум... хореографијата? Комплетно си памтам се, ако беше... Ти ја знаеш? Мислиш на песната? Да. Јас ја снимав. Дали ја памтиш? Апсолутно, до збор. Мислам, уметничкиот совет ќе почнува да работи со полно темпо, каде што веќе се обидуваме да креираме на репертоарска политика, мораме да ги следиме барањата на публиката. Значи, Чиста куќа на Тамара е комичен текст и е доста добар. И мораме како театар да му нудиме на плебската публика комедија. Значи, плебчани сакаат квалитетна комедија. Ти посакува многу кратко време си на раководната позиција, ти посакува многу работа, да не можеш глава да крениш, ама од која ќе ја крениш, од која ќе ти заврши функцијата, ти мора да заврши, треба да продолжиш да си бидеш актер во живота. Кој ќе ја крениш главата, да имаш многу резултати позади себе, да имаш исповработено многу млади актери пред се, многу представи кои што се isproducirале додека си начело на институцијата, а ние како публика да се гордееме повторно, како што се гордееме секој ден за тоа што Народен театар Војдан Чернодрумски е во прилеп. Ти благодарам многу на поканата, фала на убавите мисли, амбиција не ми е да видам раководител, бев повикан, прифатив. Најважно е некој за да раководи со некоја институција, не може да раководи сам. Значи, мора да раководи мора да има поддршка од целиот ансамбл и да одиме напред. Таа поддршка ја имам, затоа имам желба, сила и мотив да работам. Се додека ја имам таа поддршка и се додека се луѓето со мене, сигурен сум дека ќе имаме успеси, ќе имаме продукции, ќе имаме големи работи за кои што ќе не викаш, сигурно ќе ти трошиме батерии, на камери, на микрофон да зборуваме и да правиме и дај Боже многу често да се гледаме. Фала ти ушеднаш и се гледаме за
23, а се гледаме во ствари од цела следна недела да уживаме во представите кои што ни гостуваат и истоверемено се играат и оние на нашиот театар. Почитувани гледачи, фала ви што останавте да гледате до крај. Се надевам дека не бевме многу несериозни за ваков сериозен настан, но кој ќе ставиш двајца колеги да си прават муабет за озбилно, малку тешко води, но барем беше, се надевам и за вас, забавно. Се гледаме за скоро со следна отворени